Знаете, луѓето, за жал, голем процент, не знам колку, ма сигурно над 90% во светот, го живеат животот како да тоа е единствениот живот, како да тоа им е последно, нормално со своите сваќања. Мислам, нормално е со тие нивни сваќања така да живеат. Меѓутоа, обично знаеме да кажеме, а и тие самите велат, што човек ќе однесе во гроб? Или, поточно, може би ли нешто, ние кои што веруваме, сме верници, веруваме во вечниот живот, може би ли нешто да понесеме таму? Ништо, баш ништо? Само карактерот. Од тука, карактерот е најважниот. И, може би некој ќе рече, често пати се повторувам, меѓутоа, така ми е серијата сега, но токму поради тоа што тоа е најважното, јас сакам да се бавам со најважното. Не дека и другите работи не се важни, меѓутоа, највеќе акцент треба да се стави на карактерот. И, минатиот пат, за оние кои што се сеќавате, малку онака од научна гледна точка, од она што јас сум го прочитал, сум го видел, не дека јас нешто сум се бавам со тие работи па да знам, видовме, меѓутоа онака многу упростено, значи тоа е еден сложен процес. Знаете, навиките кои што ги создава човек во текот на животот се резултат на секојдневните одлуки наши. А одлуките видовме минатиот пат како се носи една одлука на ниво на неврон. Значи, упростено кажано, да повториме само накратко, потребна е она разлика од 10 миливолти електрична енергија во еден од невроните за да превагне таа страна и да се донесе соодветна одлука. Дали тоа ќе биде за или против нешто. Дали нешто ќе направиме или нема да направиме. И сега го спомнавме и тоа, ако 2 пати, 3 пати го правиме тоа исто, значи тоа палење на тој неврон секој следен пат е многу полесно. Полесно се пали. И на тој начин, и тоа го заклучивме, дека со секој наредно палење тој неврон се издолжува, односно се зголемува. Знаете, има како опашка, онака сега да може вака сликовито да прикажеме. Може би сте виделе, во некоја друга прилика може и тоа ќе биде, да се прикаже, да се види и се ствара таа нервна патека, односно тоа е таа навика. И нели тоа го илустриравме и со она поле, со трева или, спомнавме пример, со тоа брат Зоран кој го учел да свири на клавер. Мислам како пример го земам брат Зоран. Мада секој од вас кој што свири клавер знае како биле почетоците, како не било тоа така едноставно, меѓутоа со текот на времето, создавајќи се таа нервна патека, вие полека се полесно и полесно свирите. Тоа е секако една добра навика, односно добра работа да се свири било кој инструмент, но добра е кога се свири и се користи на слава на Бога. Но исто така на тој начин тој е теркот и на создавањето на лошите навики. Значи одлуки, навики, а од тие навики зависи нашиот карактер. А со навиките, навистина е тешко човек да се справи. Значи ако сакате да поправите некоја навика во животот, навистина е тешко. Тоа не е едноставна работа. Еве ќе го илустрираме тоа на начин кој што исто така го гледам јас како интересен, значи развој на таа некоја навика и може да кажеме одвика, како тоа оди. Значи најнапред, вие сте несвесни кога правите нешто, односно воопшто немате поим дека тоа нешто е лошо. Еве станува збор нели за лоша навика, пошто со лошите навики имаме проблем. Немате поим дека тоа е нешто лошо, се дојка нели на некој начин не дојде некој осведочување до вас. Потоа станувате свесно несвесни или веќе сте свесни дека правите нешто лошо, ама го игнорирате тоа.
Не ве засега толку на почеток. Осведочени сте, свесни сте, но го игнорирате тоа. Потоа доаѓа на етапа, една фаза која што се вика кога сме свесно свесни, или кога свесни сме, да, осведочени, знаеме дека тоа е лошо и превземаме нешто. Правиме некој напор. Но целта на Господа е да дојдеме во фаза да бидеме несвесно свесни, односно кога веќе, значи тој премино таа лоша навика, да воспоставиме една добра навика, кога таа добра навика едноставно произлегува природно од нас, несвесно, станала дел од нас. Тоа е она што Господ сака да го постигне со нас во нашите животи. Затоа често пати знам да кажам дека кога човек прави добро дело, ако тоа добро дело не е искалкулирано, тоа е од Господа. Меѓутоа најчесто ни стојат за тоа некои наши калкулации и самото тоа кажува дека е свесно. Дека тоа свесно го правиме. Меѓутоа, значи, таа некоја навика, направење на добро, треба да дојде до таа фаза, кога ние несвесно едноставно ја правиме. Како што на почетокот сме биле несвесни за лошата навика, сега треба да станеме несвесни, односно свесно несвесни, значи има разлика тоа од несвесно несвесни. Може малку сега во игра на зборови, но тоа е таа фаза која што Господ сака да ја постигне. Кога тоа станува дел од нас, или како што минатиот пат мисля дека спомнавме, но ќе спомнам и вечерва, кога Божите желби стануваат и наши желби едноставно. И ние природно ја твориме неговата волја. Така било со Адам и Ева пред падот во грев. Спомнавме минатиот пат при крајот, но сакам сега да сето тоа го поврзам. Во Филипјаните 2.13, оној добро познат стих, Павле запишал дека Бог е оној кој што действува во нас, во вас, вели, да сакате и да постапувате според неговата волја. И рековме тогаш, и сега ќе повторам, дека многу е битно да, кога доаѓаме кај Бога, кога се молиме за помош, значи веќе сме се освестиле, свесни сме, но бараме сила, за да надминеме лошата навика, да бидеме тотално искрени пред Него. Значи, може би, некојаш не сакаме да го оставиме тоа што го правиме. Што и да е. Не сакаме, но ставно нема желба кај нас. И тоа е многу искрено, ако така настапиме пред Господ. Затоа што џабе е, ако вие се трудите да се држите до некој принцип, ама желбата ја има. Тоаш не сте во хармонија со Божјата волја, со Бога и со неговите желби. Не. Може само, тој начин само се лажеме. Значи, искрено пред Господа да бараме помош да ни се роди желба, иако ја немаме. А тој е тука и за тоа, но и да ни даде сила да постапуваме според неговата волја. Тоа е тој чин на предавање. Значи. Не е едноставно, тој е тежок дел. Елен Вајт вели, често пати повторувам, најтешкиот дел за човекот. Затоа што, знаете, така му изгледа на човек, доека се уште не е обратен, затоа што си вели дека на тој начин тој ќе ја изгуби својата слобода. Дека сега треба да постапува онака како што Бог сака, а не како што тој сака. Во ред, Господ со сила ништо не прави, затоа сака да потекне кај нас и желба од почеток. Значи, ако се нема желба, тоа не иде понатаму, ништо не оди. Првенствена е таа желба, да се сака. И мислам дека и тоа го спомнавме, мора да бидеме одлучни, да бидеме трпеливи и одлучни, затоа што не е лесно, како што кажав. Си имаме работа со навики кои што така лесно не се оставаат. Еве што вели во петото сведоштво, некои од цитатите ги прочитавме минатиот пат, на 267 страна, пето сведоштво 267. Ние треба да задобиеме големи победи, а ако не ги извојуваме, ќе го загубиме небото. Телесното срце мора да биде распнато
бидејќи е склоно на морална расипаност, која што завршува со смрт. Ништо не може да ја помогне на душата, освен живото давното влијание на Евангелието. Самото Евангелие, пошто тоа е Словото Божие, Словото за крстот, како што вели Павле, има живото давно влијание, ако се прими. Не само што е радосна вест, туку има и живото давно влијание Словото. Молете се силната енергија на Светиот Дух, со неговата освежувачка, обновувачка и преобразувачка сила да падне како електричен шок на парализираната душа, проникнувајќи го со нов живот секој нерв, би рекол и секој неврон, враќајќи го во духовно здравје целиот човек од неговата замреност и земска сетилност. Интересен цитат, еве, значи, Елен Вајт со своето образование во времето во кое што живеела, еве што ни кажува, нешто што денеска научниците го откриваат и го говорат. Значи, потребна ни е таа енергија, таа сила на Светиот Дух, која што, како електричен шок, ќе ни ги даде ќе ни даде таа додатна сила, таа енергија, за да можеме да донесеме одлука каква што Господ сака. Да постапиме според Негова волја. Да не оживее. Ако ни се умртвени нашите сетила или нервите, нашите нерви. А интересно е тоа што се од тука почнува на некој начин. Елен Вајт ќе кажува еден друг цитат дека тука е единствената врска меѓу човекот и Бога. Тоа е преку челниот резен и нервите. Или невроните, како сакате земете. Тука е таа врска со Бога. И од тука може да дојде и здравје кај целиот човек, како што вели цитатот. Може вака малку бегло поминуваме низ цитатите, но толку многу има што да се види во нив. Значи, потребна ни е силата на Духот Свети, а и, како што често пати знаеме да кажеме овде, да потенцираме, за тоа ни е потребно и повеќе време да поминеме со Словото. Ако таа сила се наоѓа во Словото, ако Словото има преобразувачка сила во содейство со Духот Свети, тоаш потребно е да поминуваме време и со Словото. А можеме да најдеме време во време во кое што навистина сме обременети со многу работи, трчање по работа, натаму, наваму, обврски, меѓутоа сепак можеме да најдеме време. Ако наоѓаме време за некои други занимации, можеме за Словото да најдеме. Ќе прочитам 2 стиха од 119 псалм. 11-тиот познат стих, често пати цитиран. Во срцето го запазив Твојот збор, за да не сгрешам против Тебе. Значи, кога ќе се прими Словото, но со цело срце, ако се задржи во нас, не може да не произведе нешто. Значи, Словото не чува да не сгрешиме. Еве имаме уште еден стих од 119 псалм, 105 стих. Твоето Слово е светилка на мојата нога и светлина на мојата патека. Ако во времето на Христовото прво појавување, доаѓање, да кажеме, на оваа земја, бил таков духовен мрак, знаеме дека во времето кога Христос повторно ќе дојде, а тоа време е близу, мракот ќе биде уште посилен. Словото е тоа кој што ни дава светлина. Словото е тоа кој што е вистински водич, вистински заштитник наш. Затоа ни е потребно. Ако не поминуваме време со Библијата, тоаш нема да знаеме ни во Филипјаните 2.13 што пишува. Нема да се потпреме на тоа ветување, ако не го знаеме нормално. Нема да знаеме ни во Филипјаните 4.13 што пишува. А што пишува во Филипјаните 4.13? Се можам преку Христа кој ми дава сила. Да, тоа се мокни ветувања, мокни стихови.
Сега, кога зборувавме за тоа дека треба да се фокусираме, ако се сеќавате и на тоа предавање, за да успееме, треба да се фокусираме, да не бидеме дена небо, дена земја, со нашиот поглед, да бидеме врзани, сакаме да одиме во Ханан, како што нели денеска брат Зоран кажа, и мачно ни е, тешко ни е, уморни сме, да, некој од нас со години тука, може и по 50 години, не знам, исправете ме, може и повеќе, не знам, менка колку години е верна. Во години се знае. Знам дека е одамна. 79. Добро, 40-тина. Да, и многу порано. Така. И, значи, некој повеќе оди низ пустината Јуде. Израелците, а? Да. И мачно и уморни сме, точно е. Но, знаете, ако сакаме побрзо да стигнеме таму, така да се изразам, или да биде сигурно нашето пристигање таму, тогаш треба целосно да сме фокусирани на небесниот Ханан. Иако има многу работи кои што не дефокусираат, ќе видиме малку подолу, ќе читаме исто еден цитат од Елен Вајд, колку е многу потешко на денешните генерации во ова денешно време да чекорат по Божиот пат. И спомнавме тоаш дека го читавме оној стих во Јаков 1:8, кај што вели дека човекот со разделена душа е непостојан во сите своји патишта, на сите своји патишта. Да не очекува таквиот, вика дека нешто ќе измоли, дека нешто ќе добие од Господ. И интересно е тоа, зошто Павле, зошто писателите од Библијата спомнуваат некои такви работи на прост, едноставен јазик за да секој го разбере. Вистината е едноставна, секој може да ја разбере, но како тоа мозокот функционира, значи како и се во нашето тело Господ создал да се одржува една рамнотежа. Знаете, ако ви се покачи шекерот во крвта, знаете дека панкреасот реагира, крвниот притисок исто така го се покачи, исто така телото реагира, значи за да воспостави рамнотежа. Кај мозокот е слично, тој тежне е секојаш да воспостави рамнотежа. Че не може да биде конфликтен, да е разделен. Тоа е веќе болест, мислам, тоа е веќе нешто друго. И сега да речеме, ни се сака нешто, еве. А многу работи ни се сакаат. Душа човечка, нели, сака многу нешто. Рада гледам се смејам. Така е. Он е целосно искрен. Тоа ми се допаѓа кај него. Тоа сме сите ние. Сите ја носиме таа природа, не можеме тука да се издвојуваме некои од некои други. И сега сакаме да ја послушаме желбата. Ама, од друга страна, имаме информација, која што ни доаѓа, еве, од некои принципи, дека тоа не е добро за нас. И знаете кон што е склон мозокот? Значи, да воспостави таа некоја рамнотежа. Не може он сега, му доаѓа информација до челниот резен, дека тоа не е добро, ама желбата гори. Значи, лимбичниот систем тука е силен, се лачат оние хормони и така натаму, те бутка, значи, одлуката кон тоа, сега ако прифатиш да си ја оствариш желбата, тоа што мораш да направиш со принципите? Мора да изнајдеш начин да нешто малку смениш тамо, да нешто... Знаете зашто луѓето не ја празнуваат, мноштво од христијански заедници не ја празнуваат саботата, иако толку јасно стои во Библијата? Ете од тие причини. Затоа што им се сака нешто друго, а Бог вели вака и сега како тоа? Ете Христос воскреснал, не знам, во неделата, мора да најде, разумот мора да воспостави некоја рамнотежа мозокот. Значи мора. И сега ќе речете, добро, сега Елен Вајд или не знам, таму запишале, да, точно стои така. Знам, вчера се слушна некој коментар, со кој што можам да се сложам до некаде, нели, кога
Се спомна оние врвни спортисти, спомнавме некои маратонци, нели, кои што трчат по 40 километри, 40 колку беа таму 2. И дори не ни е верно, се викаме, мора да се допингуваат. Зошто да мора? За да издржи, мора да се допингува. Јас мислам дека може би повеќе е тоа да ме кете оти ние не можеме, окей, ние не сме маратонци, ама било што и да е, мора, значи, умот да си најде некој оправдување, значи, да ја воспостави таа равнотежа и ќе каже, веројатно тука нешто има плюси. Сега ја тоа го земам само како пример, така ми остана во сеќавање, иначе може да спомнеме многу примери тука, ќе речете, па сега вегетаријанска исхрана, па тоа денеска во денешно време треба многу пари за тоа. Па не знам ова, па не знам тоа. Ке се најде, значи, тоа е тоа што сакам да ви го кажам, дека мозокот мора да воспостави некоја рамнотежа и тие принципи некако ќе дојде до некоја измена во тие принципи во нашиот ум, како ние ги односно како гледаме на нив. Сега втора ситуација, ние може да го послушаме законот или принципот. Ама тоа што го кажав претходно, ама желбата е тука, се уште. Не оди и тоа. И тука мозокот мора да прави некој баланс. Да речеме, знаеме дека не треба да лажеме. Ни го вели тоа едно од заповедите. Ама ќе се најдеш некојаш во некоја незгодна ситуација и сега да се заштитиш сами од себе си за да изгледаш подобар. Да не си го нарушиш, да не си ја нарушиш сликата која што си ја воспоставил за тебе меѓу луѓето, па ќе подлажнеш нешто, ќе речеш, не е тоа ништо страшно сега. Тоа не е ништо, сепак не е тоа. Значи, не оди. И ни тогаш не сте во хармонија со законот и со доброто, со Божјата волја. Значи, третата опција, она која што треба да се случи во нас е обратувањето. А обратувањето тоа значи да вие одите по законот, ги слушате принципите, ама и желбите ваши се во склад со Божите желби. Значи, тоа што кажавме погоре. Вие сте несвесно свесни, значи вие знаете, осведоченици, знаете што е добро и едноставно тоа веќе станало дел од вас. Природно живеете живот кој што му е угоден на Бога, според неговата волја. И тогаш нема ништо тешко, верувате. Тоа е, кога веќе го имате Светиот Дух во себе, имате љубовта, се правите од љубов, и тоа е всушност единствената мотивација за било што правиме во христијанскиот живот. Ако не е од љубов, тоа е џабе. Тогаш таа конфликтна ситуација, умот мора некако да ја порамни, да најде некоја равнотежа. Значи, мора да се случи промена не само во челниот резен, туку и во лимбичниот систем, затоа што, кога веќе зборуваме за карактерот, како најважно нешто, што го сочинува карактерот? Што вели Елен Вајт? Мислите и чувствата, а чувствата произлегуваат од лимбичниот, од таа пониска природа. Мислите од повисоката природа на човекот и чувствата. Значи, и мислите и чувствата заедно го градат моралниот карактер, а и тие взаемно делуваат едни на други. Значи, ако имате лоши мисли, ќе се родат и лоши чувства и обратно од негативни чувства можат да дојдат и негативни мисли. И еве цитат од Елен Вајт во Копнежот. Мислам дека и тој го, ако не се лажам, го прочитавме. Секоја вистинска послушност доаѓа од срцето. Тоа значи да се работи со Христа со цело срце. Па нели, вели, со сите сили, со сите своји мисли, со сиот свој разум, да го сакаме Бога и да го сакаме ближниот како самите себе. Ако сакаме, тој ќе се изедначи со нашите мисли и цели, нашите срца и умови, ќе ги доведе во хармонија со својата волја и ние, слушајќи го него, всушност постапуваме според нашите природни поттици. Ете, тоа е тоа несвесно, значи.
волјата очистена и посветена ќе најде свое највозвишено задоволство во неговата служба. Кога ќе го запознаеме Бога, онака како што имаме предимство да го запознаеме, ќе живееме живот на постојана послушност. Значи, еве, колку е битно и информацијата е битна, или односно тоа познанство, запознавање со Господа. Затоа вели Јован дека познавањето на Бога и на Исуса Христа значи вечен живот. Со почитување на Христовиот карактер и со заедница со Бога, гревот ќе ни стане одвратен. Значи, ќе нема веќе никаква желба за тоа што си го сакаме, а желбата и се ќе биде насочено во позитивна страна во исполнување на Божјата волја, а тоа ќе не биде одвратно. Знаете, може да слушаме и лјадници проповеди. Убаво денеска се кажат, да, многу е добро, супер е да не испуштате ни една служба. Како што ете, може би некои имаат навика, некој поредко да е така натаму. Тоа е се супер. И словото кој што се говори од овде, без разлика дали јас го зборувам, не сум битен јас. Битно е дали јас тоа што кажувам од Библијата, така ли нихат? Нихат кој знае каде. Или Јани, или било кој да е. Но, можете да дојдете и да слушнете и лјадници проповеди овде, да бидете осведочени за 300 работи, но дали тоа ќе предизвика да се случат оние клучни промени кај вас? Тоа е битно. Дали тоа слово ќе стане дел од вас, дали вие ќе можете да кажете, а пазите како Исус победил. Како Исус победил? Еве во пустината, да се сетеме, на 3 искушенија, кај што победил буквално се. Го победил ѓаволот. Оному кај што Адам паднал, на апетитот, а апетитот исто страшна работа, ако го победите апетитот, сте се победили себе си. Исус победил, ама секојаш вели пишано е, значи, и вели не живее човек само од она што од леп, значи, туку од секој збор што доаѓа од устата Господова. И треба да бидеме во таа една состојба да живееме од секој слово што доаѓа од Бога. Значи, осведочени за не знам, ете, дека не треба ова да јадем, или осведочени за сабота, меѓутоа имаме некој со своевиден притисок. Може да кажеме, па чекај, мене ми е таа работа, па може би ќе оставам таа работа, па ќе ми трпи семејството дома и така натаму и така натаму. Меѓутоа, забораваме дека имаме работа со семокниот Бог. Значи, да, ние сме осведочени, но сепак не сме во целосна хармонија со Бога и со Божјата волја. И немаме доволно вера, веројатно, или не го познаваме доволно. Се е тоа поврзано. И на некој начин, знаете, таа конфликтна ситуација во нашиот ум, пак ќе гледаме да си ја оправдаме, ќе си го оправдаме своето, ете, идење на работа во сабота или така натаму. Затоа што кон тоа, таква тенденција има мозокот, како што видовме погоре. И видите ова сега, не е можно само со тоа што ќе се присилите да изоставите по нешто од своето мени, да го победите својот изопачен апетит. Речеме, ќе речете, ја од денеска не јадам тоа. Тоа не е доволно за да го победите својот апетит. Воопшто не е доволно. Потребно е делување од озгора. Значи, во било каква битка, сила ни е потребна од озгора, ние не можеме сами. Јас ќе се сетам, за жал, секојаш го земам како многу негативен пример, затоа што многу беше печатлив тој пример, а и беше брутално искрен со себе брат Дејан што е во Романија, на почетокот тамо од нашето крштевање, ќе кажам, за обратувањето Господ знае, и се зафати еден период со здравствена реформа човекот и ми вели он еднаш, знаеш што, брат Борче, ја од денеска решив нема да јадам млеко. Армама после 2-3 дена, нешто нервозен, нерасположен, вака, ама беше брутално искрен со мене.
Аре се случи, вика, да апнам, вика, млеко денеска. И се скинав нервирајки, вика. Тоа е тоа, значи, тоа така не иде. Ние така се обидуваме со се едно нешто, меѓутоа не е тоа поентата, не е тоа решението. Слаби сме ние, кога тогаш паѓаме. Од озгора ни е потребна таа сила на Светиот Дух. Милоста Божја единствено може да помогне. Трансформацијата на нашиот ум е тоа што е потребно. И видите сега еден цитат околу апетитот. Силата која што го контролира апетитот ќе ја потврди пропаста на илјадници, кои доколку беа победници во тоа искушение, би можеле да стекнат морална сила, со чија помош би извојувале победа над секое друго сатанско искушение. Или јас ова просто го кажувам, мислам дека имаш и појасен цитат, ама не е лош ни овој, ако го најдам и другиот ќе го споделам некојаш понатаму. Што сака да каже од Елен Вајт? Дека ако го победите апетитот, ви сте победиле се. Па тоа сте вие, тоа е вашето јас. Тоа е тој лимбичен систем. Желбите, апетитот, страстите. Било за јадење, било за што. Значи апетит не се подразбира само и за јадење. Апетит човек може да има за било што. За многу работи. Значи силата која што ја контролира апетитот ќе ја потврди пропаста на илјадници, или како што на едно друго место, мислам, дали Елен Вајт или некој друг, не ме фаќате за збор, вели на многу надгробни плочи може да стои дека го уби лажицата и вилушката. Го убија. Со други зборови апетитот, нели? Но доколку вика беа победници во тоа искушение, значи доколку го победите апетитот, како што Исус тргнал од апетитот баш во пустината, би можеле да стекнат морална сила со чија помош би извојувале победа над секое друго сатанско искушение. Меѓутоа, оние кои му робуваат на апетитот нема да успеат во усовршувањето на христијанскиот карактер. Зборуваме за карактерот, нели? Карактерот е единственото нешто што ќе го однесеме горе. Ако не го победиме, ако му робуваме всушност на апетитот, ние нема да успееме во усовршување на христијанскиот карактер. Што мислите зошто во пустината, денеска се спомна, нели, маната, во пулката? Па тоа е баш и супер пример, значи, во пустината, што се случува. Мана им дошло преку глава од маната, па побарале други работи, па изумреле. Од оние подполошки или како беа. Зошто, што било тоа всушност? Ако од еден здравствен аспект гледаме, Господ сакал да ги научи на една здравствена реформа, меѓу другото. 40 години. И ќе речете сега се едно исто. Како бе се едно исто? Елен Вајт кажува како таа мана можела се да се приготви и што се можело да се направи. Ангелска храна. Јас себе дал да имам денеска ангелска храна. Да не мора уште ќе речете па да, лесно е нешто ти паѓа од небо вака, ти само да си собираш и да јадеш. Ама се може, со Божја помош се може. Вели, постојаното човеково престапување во текот на 6000 години има донесено болест, страдање и смрт како плод. Колку повеќе се приближуваме кон крајот на времето, сатанските искушенија да му попуштиме на апетитот, ќе бидат се посилни и ќе ни биде се потешко да ги победиме. И наистина денеска живееме во време кое што сме претрупани со реклами и се, што јас дури веќе не верувам ни во она што може да се најде како здрава храна, така наречена здрава храна. Затоа што ако земете често пати дома, добре, нема да јадам чоколада, една бонжитка ќе си земам, ќе изедам, ама ако видите таму колку шекер има и во бонжитата, тоа беше. Ако бе ја једете нешто здраво. Не знам што човек може да верува денеска, освен сам да си го направиш, тоа ќе знаеш. Само уште ова нешто да го прочитам. Ќе имам и втор дел, така речи.
Карактерот, ова е цитат од Христови параболи, карактерот обликуван според божествениот лик е единственото богатство што ќе можеме да го понесеме од овој свет на небото. Тоа како што започнавме, со вашиот точен одговор на прашањето, со вашите мисли, така сега и привршуваме. Христови параболи, карактерот обликуван според божествениот лик е единственото богатство што ќе можеме да го понесеме од овој свет на небото. Тогаш, највеќе од своето време, ја би ве замолил да го посветите токму на изградба на карактерот. Зато што тоа нема поголемо богатство и само тоа ќе го однесете. И најголемиот неверник на овој свет знае дека тој што ќе умре не може ништо да однесе горе. Сите кои на овој свет биле во Христовото училиште, ќе ги понесат сите своји духовни постигнувања во своите небесни станови. И видите што вели Елен Вајт овде, вели, но и на небото ќе продолжат да се усовршуваат. Според тоа, многу е важен развојот на карактерот уште во овој живот. Значи, тоа непрестано усовршување ќе биде. Не значи дека, вие, значи, совршенството тука се гледа дека не е нешто кај што вие сте, ама баш онака перфектни. Не. Вие ќе растете и горе на небото. Но еве, кој е охрабрувањето подолу во истиот цитат. Небесните сили ќе соработуваат со човечките орудија, кои решително и со вера се обидуваат да постигнат совршенство на карактерот, што ќе му возможи да постигнат и совршенство во делата. Секому што се вклучил во ова дело, Христос му вели, јас ти стојам од десната страна за да ти помогнам. Кога човечката волја соработува со Божјата волја, ова не го заборавајте. Ова за мене е закон, исто како Јован 15.5 и Филипијаните 4.13, овој цитат исто закон за мене. Кога човечката волја соработува со Божјата волја, што? Таа станува семоќна. Замислите. Нема што не можете. Се што треба да се прави по негова заповед, може да се направи со негова сила. Затоа заповедите, кои ги читаме, ја пак ќе кажам, мислам дека можеби најдобар превод на македонски е токму Константинов, кој што за мене сепак најдобриот македонски превод. Секој има свое мислење, но за мене е најдобар. Дури во заповеди, вели, не ќе убиваш. Не вели немој, како заповед, не личи на заповед, туку наветување. Не ќе убиваш. А почнува, нели, заповедите претходно во таа преамбула, да кажам, почнуваат со тоа дека јас сум Господ Бог кој што, нели, ви изведов од египетската земја и така натаму. И потоа, нели, почнуваат заповедите. Значи, со заповедта добиваме и сила од Господа, ако својата волја ја ставиме во негови раци. Сите негови заповеди едновремено и оспособуваат заповедта да се изврши. И завршувам со цитат од Воспитување, исто цитат кој што за мене е закон, исто така. Изградбата на карактерот е најважното дело кое некојаш им било доверено на човечките суштества. Најважното. Затоа, од, да речеме, луѓе, адвентисти кои што знаат да се фаќаат за некои теми, леви теми, да кажам така, ја ќе ги наречам така, едноставно не им одговарам, веројатно, не се впуштам во некои не знам какви дискусии, затоа што едноставно јас таквите работи ги тргам настрана, пошто за мене ова е најважно. Не велам дека и тоа не е важно, да знаеш што и како. Ама најважното е тоа. И ако ѓавол денеска нешто прави, е да ве дефокусира од најважното нешто. Кон нешто неважно, па дури кон нешто измислено. Па не знам, тројство ли е, па не знам што ли е, па не знам од 143 ли, кој ќе биле, па не знам што. Во ред, размислувате, ако имате време и обликувате некој своje верување за тоа мислење, но најважното е карактерот. Изградба на карактерот е најважното дело кое некојаш им било доверено на човечките суштества. И никогаш порано неговото вредно изучување не било толку важно како сега. Сега е поважно од било кога.
Никогаш ниту една претходна генерација не морал да се соочува со толку тешки проблеми. Затоа реков дека денеска е многу тешко. Поготоа за младите, за сите. Никогаш порано момчињата и девојките не биле изложени на толку големи опасности како што се оние што денес им се закануваат. Но да не забораваме, погоре читавме, Господ Бог, Исус е тука да ни помогне. Обезбедена ни е сета сила која што имал Исус на располагање и како тој победил, можеме и ние да победиме. Нели, читавме таму во Откровение дека 3.21, но оној кој што ќе победува, ќе му дадам да седне со мене на мојот престол, како што и јас победив. На оној кој што ќе победи, како што и јас победив. Треба да го следиме примерот Христов. А како победи? Живееше според секој збор што доаѓаше од Божјата уста. И Гециманија, значи пустината, и Гециманија. Што кажува таму? Тешко му е, неверојатно тешко. Ја носи на себе таа грешна природа, но вели, Господе, ако може да ме одмине оваа чаша, тешко е, но сепак нека биде Твоја воља, не моја. Неверојатно добра одлука, без чија што одлука нас ке не немаше, но да се поучиме од Христовиот живот и од тоа како тој победил, да можеме и ние да победиме. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.